да се биде домакин на еден ваков исклучителен настан како што е оваа вечерашна промоција на бизнис иновацијски центар Струмица и Македонијан Europe Startup Акселератор за мене представува и чест и задоволство, особено затоа што вечерва промовираме нешто што има исклучително значење и тежина за мощниот економски развој. Поздравувајќи ве сите вас и посетувајќи и добре дојде во нашиот град и општина, сакам преку овој мој воден збор напоследок да се осврнам на стратегијата за локален економски развој на општина Струмица, чиј составен дел е и бизнис иновацијскиот центар Струмица. Поаѓајќи од фактот дека добриот економски развој подразбира процес во кој општината заедно со партнерите од јавниот, приватниот и невладиниот сектор работа заеднички на остварување на тој развој, општина Струмица во рамките на своите надлежности дефинирани со Законот за локална самоуправа спроведе и спроведува низа активности кои се во функција на таа зададена цел. Тоа пред се значи водење локална економска политика и планирање на локалниот економски развој преку утврдување на развојните приоритети, поддршка за развојот на малите и средните предпријатија и предприемништвото, како и учество во воспитувањето и развој на локалната мрежа од институции и агенции за промовирање на партнерство. Сите овие нешта беа мотивски и движечки фактор за општината при донесување на еден исклучително важен документ за нашата општина, а тоа е Стратегијата за локален економски развој на општина Струмица за периодот од 2016 до 2020 година. За волја на вистината, мене оваа стратегија ми значи многу, бидејќи ја имам таа среќа како поранешен член на Советот да бидам еден од тие кои ја донеле, а денес како градоначелник истата и да ја реализираме. Се со цел општина Струмица да биде водечка општина во регионот, една од економски најразвиените општини во Македонија и чинам дека сме на добар пат тоа и да го остварим. Важно е да се споменат 5 приоритетни области на оваа стратегија, а тоа се економија и инвестиции, земјоделство и рурален развој, животна средина и енергетска ефикасност, инфраструктура и урбанистичко планирање и развој на работната сила. Секој од овие приоритети има своји стратешки цели, од кои најзначајни се одржливиот развој на економијата и обезбедување конкурентни инвестициски можности и нивна завршена реализација, како и високо развиена и обучена работна сила според потребите на економските капацитети. Секој од споменатите приоритети и секоја соодветна стратешка цел ги прецизира и зацртаните активности кои се дел од нашето секојдневно работење. Во интерес на времето ќе споменам само дека постојат повеќе активности во делот на одржливиот развој на економијата и конкурентните инвестициски можности кои се во функција на стремежот да се подобри економијата за 25%, овозможувајќи на постоечните индустријски капацитети за исто толку да ги зголемат резултатите од своето работење, потоа зголемување на домашните и странските инвестиции за 30%, а бројот на нови бизниси водени од млади предприемачи да доживее раст од 20%. Делот на земјоделството и руралниот развој, кој е приоритетно значење во самата стратегија, исто така заслужува особено внимание, но би сакал заедно по-конкретно да зборуваме на утрешната презентација на Агритеч проектот, кој е своевидно продолжение на овој наш вечерачен настан. Во оваа прилика морам да споменам дека дополнителен импулс на стратегијата за локален економски развој на општина Струмица 2016-2020 година дава и бизнис иновацијскиот центар Струмица како прв од таков вид во Република Македонија. Поттикнувањето на предприемништвото и иновациите, поддршка за создавање на нови иновативни и високотехнолошки компании, создавањето на услови за отварање на нови работни места, креирањето развојни стратегии на компаниите се само дел од многуте цели на постоењето на овој бизнис иновацијски центар Струмица, кој исто така се во функција на значителен растеж на економијата и во нашата општина. Убеден сум дека симбиозата на овој центар со стратегијата за локален економски развој на општина Струмица
и ги даде посакуваните бенефити, како за економските субјекти, така и за сите граѓани на општина Струмица.